на денешен ден, 17 јули. Илјада 453 година, во битката кај Кастиона, французите ги победија англичаните. Оваа победа на Франција го означи крајот на 100-годишната војна. 1762 година, убиен е рускиот цар од германско потекло Петар III Фјодорович Романов, кој владееше само неколку месеци. Беше на престолот од 5 јануари 1762 до 9 јули истата година, кога беше соборен. Беше отруен по налог на сопругата, подоцна царицата Катерина Велика. 1821 година, Шпанија се откажа од Флорида во корист на САД. 1862 година, во САД стапи на сила законот за ослободување на црнците робови. Тогаш околу 190.000 поранешни робови од територијата на југот на САД стапија во редовите на федералната армија. 1899 година, роден е американскиот филмски актер Џејмс Кегни, уметник со несекојдневна енергија и експресивност. Глумеше во филмовите Државен непријател, Грешников одмор, Победникот зема се, Сон на летната ноќ, Оклахома Кид. 1936 година, Франциско Франко, шпански диктатор, ги поведе своите трупи против републиканската армија на премиерот Асано. Тоа беше почеток на шпанската граѓанска војна, која набрзо прерасна во борба на демократските сили против фашизмот. 1941 година, во шумата крај Загреб, усташите го стрелаа Аугуст Цецарец, истакнат хрватски револуционер и писател. Ги напиша делата Студете ми, Царево кралство, Тонкината единствена љубов, Синови на татковината и други. Роден е во Загреб на 4 декември 1893 година. 1975 година, во орбитата околу Земјата се споија советскиот вселенски брод Сојуз 19 и американскиот Аполо 18, а командантите на леталата Алексеј Леонов и Том Стафорд се ракуваа и си разменија честитки, при што русинот зборуваше на англиски, а американецот на руски јазик. 1995 година, умре аргентинскиот автомобилски ас Хуан Мануел Фанџо, кој беше 5 пати светски шампион во Формула 1. Беше прв во светот во 1951, 54, 55, 56 и 57 година. 1998 година, Џиновски бранови цунами, предизвикани од силниот земјотрес во Пацифичкото подморје. На лице место избриша 6 села на северозападниот брег на Папуа Нова Гвинеја, смртувајќи повеќе од 3000 луѓе.